Во ова издание. Во Сенатот распит на Майкл Пек, номиниран за нов директор на Американската агенција за глобални медиуми. Се најавува нова преговарачка рунда за законот за јавно обвинителство и идниот статус на институцијата што треба да го наследи СЈО. 2000 мажи, жени и деца влечеа патнички авиони тешки 60 тони на меѓународен аеродром во близина на Вашингтон. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Продуцентот и автор на документарни филмови Майкл Пек, кој администрацијата на Доналд Трамп го номинираше за нов директор на Американската агенција за глобални медиуми, имаше сослушување пред Сенатот. Пред Комитетот за надворешни работи при Сенатот Пек нагласи дека ако биде потврдена неговата номинација, тој ќе гарантира новинарската независност на агенцијата, во чии рамки работи и Гласот на Америка. Годишниот буџет на агенцијата за глобални медиуми е $628 милиони, а во себе опфаќа повеќе меѓународни медиумски организации, што емитуваат содржини во 100 земји и имаат публика од 345 милиони луѓе. Главниот извршен директор на Facebook Марк Цукерберг се сретна со претседателот Доналд Трамп, како и со неколку законодавци на разговори за идната регулација на интернетот. Сенаторот Џош Хејли од него побарал да докаже дека е сериозен во врска со приватноста на податоците и конкуренцијата, со тоа што ќе ги продаде WhatsApp и Instagram, но тоа од Цукерберг било одбиено. 32 милиони латиноамериканци регистрирани да гласаат на претседателските избори во САД. Следната година ќе бидат најголем етнички гласачки блок со потенцијал за огромно влијание на исходот од изборите за претседател на САД. Јавното обвинителство веќе президе 171 предмет од СЈО, а четворица поранешни обвинители продолжуваат да ги застапуваат предметите кои ги водеа. Партиите со своји ставови за продолжувањето на преговорите за законот за јавно обвинителство и идниот статус на институцијата што треба да го наследи СЈО, известува Владимир Мирчевски. Се најавува нова преговарачка рунда за законот за јавно обвинителство и идниот статус на институцијата што треба да го наследи СЈО. Утре се споменува како можен термин. Од ВМРО ДПМН велат дека вчера требало да има средба. Според опозицијата причината зошто разговорите биле одложени лежат кај власта. Не и се брза, вели Антонио Милошовски. Нашите очекување е да се прифати она што СДСМ веќе го имаше начелно прифатено како концепт на 30 август оваа година, за потоа да ретерира од тој став и би очекувале СДСМ понатаму да не го пролонгира, да не купува време и да не го одолговлекува донесувањето на овој важен закон. Да има обвинител кој што е стручен, кој што е чесен, кој што има личен интегритет, кој што има повисок просек на факултет и кој што може да ја здобие довербата на јавноста и на политичките чинители во неговата работа. Социјалдемократите го тврдат спротивното дека ВМРО ДПМН сака по секоја цена да оневозможи епилог на предметите и истрагите што ги отвори СЈО. Спред власта, одговорност мора да има. После неуспешниот обид од страна на ВМРО ДПМН да буквално ги спречи и ги уништи предметите на специјалното јавно обвинителство, гледаме евидентно е како расте паниката во ВМРО ДПМН. Јасна е намерата, јасни се нашите црвени линии. Секој кој што се огрешил пред законот мора да одговара. Тоа важи и за ВМРО ДПМН, тоа важи и за секој друг. По неуспехот на лидерската средба и опозицијата поднесе свој предлог. Не бара ново СЈО, туку неговите надлежности да ги преземе актуелното обвинителство за организиран криминал, а при изборот на неговиот шеф, кој би можел да биде и обвинител или професор, да се вклучи и опозицијата и собранието. Во меѓувреме од јавното обвинителство информираат дека презеле 171 предмет од СЈО и дека четворица поранешни обвинители во СЈО, Фетај, Донев, Бубевски и Ристоска, продолжуваат да ги застапуваат предметите кои досега ги водеа. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Соочувајќи се со растечка конкуренција од многу поевтини производители на паметни телефони, Apple представи нови верзии на iPhone, но за оние кои ќе купат нов телефон, производителот најави и дополнителни бенефиции. Ричард Грин ги има деталите. For our customers,
За нашите муштерии кои сакаат пософистицирана технологија, создадовме нешто на вистина специјално. Во седиштето на компанијата во Купертино, Калифорнија, извршниот директор на Apple, Тим Кук, ја најави новата верзија iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, кој ќе има трета камера, фаќајќи чекор со ривалските телефони на Samsung и Huawei. Со трите камери имате изворена креативна контрола. Можете да сликате одблизу за деталите или да раскажете повеќе од приказната со ултра широк кадар. Но изненадување беше што iPhone 11 на Apple чини само $700. Ланскиот модел iPhone XR беше $750. Двете понапредни верзии iPhone 11 се околу $1000. Ниските цени се одговор на трендот меѓу корисниците да ги задржуваат по старите модели и покрај тоа што поскапите верзии се на пазарот. Имате луѓе кои даваат $1000 за телефон. Тие нема да купат нов во следните 2-3 години. Идејата на Apple е да ги активира корисниците од генерацијата со стари телефони да привлече нови муштери. Директорот Тим Кук најави дека секој што ќе купи нов iPhone или iPad ќе добие едногодишна бесплатна претплата на Apple TV+, видео стриминг што почнува на 1 ноември. Од Apple велат дека претплатата со оригинални драми, комедии и друга содржина, новите корисници ќе ги чини $5 месечно и ќе биде директна конкуренција врз Netflix и другите сервиси за видео стриминг. Новите iPhone-и ќе бидат во продажба од 20 септември. Необичен хуманитарен настан се одржа во близина на Вашингтон. 2000 мажи, жени и деца се вклучија во влечење на патнички авиони, тешки и по 60 тони. Настанот го организираше специјалната Олимпијада на Вирџинија. На пистата беше Тоше Огњанов. Колку луѓе се потребни за да повлечат патнички авион од 60 тони и да соберат донации за лицата со посебни потреби? Одговорот го најдовме на пистата на меѓународниот аеродром во Вашингтон. Деновиве таму по 27 пат се одржа хуманитарен надпревар во влечење авиони. За јаџињата застанаа тимови од по 25 надпреварувачи, мажи, жени, па дури и цели фамилии. Влечењето авиони се покажа дека не е шега. Некои тимови беа добро координирани, а други одвај наоѓаа решенија за двете летачки чудовишта, Boeing 757 и Airbus A320. Дури тие што беа физички подготвени, не знаеа со што се соочуваат. Малку страф ми е. Не знам што не чека, може и воопшто нема да го поместим. Не разбирам како 25 луѓе би го повлекле, но ќе видиме. Авионот сепак се движеше. Организатор на настанот беше специјалната Олимпијада од Вирџинија. Нивна главна цел беше да се соберат средства за лицата со посебни потреби, но и со заедничката дружба да се надмине дискриминацијата. Промовираме еднаквост и надминување на дискриминацијата кон луѓето со интелектуална попреченост. Тоа го правиме преку спортот. Учесниците рекоа дека се среќни што се дел од настан со високи хумани цели. Драго ми е што можеме да ја поддржиме специјалната Олимпијада. Каузата за помош на тие лица е многу важна. Надпреварот е дел од долгогодишна битка на специјалната Олимпијада за глобални општествени промени, за, како што вели претседателот Џефри, да се надмине стравот во општеството од лицата што се различни. Имаме цели на кус и на долг рок. Нашата цел на долг рок е луѓето да ги надминат разликите и да не се плашат од својот сосед, без оглед дали е лице со попреченост, дали е од друга националност или е со различна полова определеност. Годинава на надпреварот беа собрани повеќе од $400,000 донации за олимпиците со посебни потреби. Авионите ќе бидат на пистата и до година и ќе ги чекаат хуманите и ослободени од предрасуди надпреварувачи да дојдат во уште поголем број. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Имајте пријатен викенд, а во меѓувреме следете ни на нашата веб страница и на социјалните мрежи. Довидување.